Денеска со Министерката за труд и социјална политика сме присутни на една дебата и панел врзана за актуелната тема, а тоа е јазот помеѓу она што е потреба на реалната економија од работна рака и она што се нуди на пазарот, односно што се можности, односно број на невработени. Апсолутно ја делиме истото сознание со бизнис заедницата дека тоа може да биде во иднина ограничувачки фактор за развојот на економијата, не е само проблем на образование, него е проблем и на економија. И точно затоа ги влечеме сите чекори кои што се потребни за да се решат овие проблеми преку активните мерки кои што се во Министерството за труд и социјална политика, за кои што повеќе министерката ќе каже, па до сите други стратешки проекти врзани и со финансиската поддршка на индустријата за да се зголеми технолошката моќ, за да се зголеми додадената вредност на производите, за да се зголеми профитот на тие компании, како би можеле да се поделат и повисоки плати, бидејќи факт е дека единствено атрактивноста на работните места може да се направи со зголемување на платите и обезбедување на подобар живот на граѓаните. Јас тука би прекинал, мислам дека повеќе ќе кажат и претседателката на комората и министерката за труд. Компании чиј производ се продава надвор од државата, не може да очекуваме економски раст или зголемување на платите. Колку ова држи вода? Ако зборуваме за индустрија во нашата држава, таа не може да биде и не може да постои ако не е извозно ориентирана. Заради тоа што нашиот пазар е мал и ни една индустрија не може да биде ориентирана само према македонскиот пазар и гледате дека сите индустријски комбинати се извозно ориентирани, а тука цел свет им е конкуренција. И апсолутно затоа мораме нашите компании да им помогнеме, да ги направиме помоćни, поконкурентни, а поконкурентни ќе станат ако се попродуктивни, а попродуктивни се ако имаат нови технологии, знаења на вработените, но и на менеджментот. И точно затоа оваа година одредивме максимални 70 милиона евра во буџетот за да им помогнеме на компаниите, или тоа е 47% повеќе од минатата година, бидејќи само тоа е начин како индустријата да стане појака и како нашата држава да се индустриализира, бидејќи тоа се ресурсите со кои што ние располагаме да го ја растеме економијата во државата врз база на индустрија, во индустријата спаѓа и енергетика, рударство, врз база на земјоделие, но и со преработка на земјоделските производи во готови производи, со градежништво приватно и инфраструктурно на страна на државата, трговија како резултат на сето тоа, и се разбира, IT технологиите и новите светски технологии, односно четвртата индустријска револуција, и тоа е перспективата. Ние не сме земја која што има други ресурси, големи рудни ресурси или енергетски ресурси, или евентуално да речеме како Хрватска и Грција да можеме да живееме од туризам доминантно. Се разбира, секаде има простор за подобрување, но ова се 4 гранки на кои што ние можеме цврсто да газиме и здраво да ја развиваме економијата.